Добро вечер. Централен дневник на регионалната К1. Еве што ќе гледате во него. Во Кавадаречко и Демир Каписко во теке проценката на штети на земјоделските посеви. Македонија и Косово ја продлабочуваат соработката на полето на енергетиката. Годишник фатен како превезува илегални мигранти од Пакистан. Продолжија протестите во Велес. Поддржувачите на граѓанското движење за одбрана на Македонија бараат избори на 5 јуни. Од протестира Мишарената револуција пак со спротивставени барања. Тие протестираат за одложување на изборите и повлекување на аболицијата. Протестите на двете спротивставени групи на граѓани продолжија и синоќа. Едните бараат одложување на предвремените парламентарни избори, закажени за 5 јуни, а другите пак сметаат дека политичката криза би се решила доколку изборите се одржат. Пораката од граѓанското движење за одбрана на Македонија синоќа ја пренесе Славчо Давидковски. Тој подвлече дека она што оваа влада го правела во последните 10 години, не го направила ниту една друга влада од вековното постоење на Македонија. И тие се наши, меѓутоа не се однесуваат како наши, туку се однесуваат како туѓинци, уништуваат она што на сите ни е драго, мило, сакаме да го живееме, да го гледаме и за тоа се собираме на овие собери да им укажеме дека може тоа да го направат на еден мирен начин, своето мислење, своето незадоволство да го искажат на разни форми, а не на таков начин да уништуваат се што е направено со труд, со мака од сите нас, па и од нив. Дејан Ристов од граѓанската иницијатива Протестирам. Овој пат напомена дека се надева дека нивната цел наскоро ќе биде постигната. Вели услови за избори според нив нема. Преку нашите протести мислиме дека секој ден сме се поблиску до целта, а тоа е повлекување на аболицијата од председателот Иванов, формирање на експертска влада, формирање на специјален суд во кривичното оделение каде што ќе се процесуираат предметите од врхушката на власта. Од Протестира Мишарената револуција најавија дека протестите продолжуваат се додека не се укине, како што велат, фикус аболицијата од страна на Ѓорги Иванов и не се суспендира одлуката за одржување на избори на 5 јуни. И вечерва граѓанското движење за одбрана на Македонија продолжува со мирниот протест и барањата за одржување на изборите. Седумдесет и девет барања за оштетени овошни и лозови насади доставија најавниот повик земјоделските производители од Кавадарци. Општинската комисија за проценка на штетите предизвикани од пролетните мразеви започна со работа. Започна со работа Општинската комисија за проценка на штетите кај земјоделските култури, предизвикани од пролетните мразеви. На повикот од Општината, земјоделските производители доставиле 79 барања за оштетени овошни и лозови насади. Како резултат на ниските температури имало мрзнење на лозовите насади. Се работи за селата Фариш и селото Раец, повеќе во Фариш отколку во селото Раец. Според нивно кажување, ова оштетување било дури некаде 100%, 90, 80, 90 и 100%, додека во атарот на селото Раец е со помал интензитет. Оттаму стапив во контакт со луѓето од ресорното Министерство за земјоделие и беше сугерирано да што и да има, да првично направиме еден јавен повик, луѓето да си ги пријават своите штети, а потоа да испаднеме со одлука на совет, со посредство на комисиите на терен, да ја скенираме состојбата, да направиме записник, фотодокументација, истото да го пропратиме до Министерството за земјоделие. Најмногу пријави има од земјоделците чии површини се наоѓаат во атарот на село Сопот, вкупно 44 барања за увид на самото место. 22 барања се однесуваат на површини во атарот на селото Раец, а 6 барања се однесуваат за атарот на село Фариш.
До Општинската комисија пристигнаа и барања за увид на оштетени насади и во атарите на селата Бегниште, Марена, Глишич и Шивец. Луѓето навистина беа загрижени и не смееме да останеме на таквата загриженост, поготово на луѓе кои што голем дел од нив живеат од малото стопанство, односно од нивните лозови насади. Од таму се одлучивме да упатиме јавен повик, да видиме дали навистина тоа што го кажуваат е така, да ги направиме сите формалности потребни за достава до Министерството, а потоа да очекуваме одреден надомест на штета од страна на ресорното министерство. Се очекува проценката да се одвива во наредните 7 дена, пошто комисијата ќе изготви елаборат кој потоа ќе го достави на увид и усвојување на Советот на општина Кавадарци. По завршувањето на оваа постапка, општината усвоените проценки ќе ги достави до Министерството за финансии. И во Демиркапискиот регион повеќе од 70 земјоделци ги пријавиле своите штети од студениот бран кој периодов ја зафати Македонија. Повеќе од 70 земјоделци од Демиркапискиот регион досега ги пријавиле своите штети од студениот бран кој периодов ја зафати Македонија, а кој негативно влијаеше на овошните и лозовите насади. Високите температури кои се појавија во месец март беа причина овошките порано да расцветаат. Направивме јавен повик до земјоделците кои што имаат претрпено штети на овошните насади и на лозовите насади да се пријават во општината, со кое што понатаму комисијата на лице место ќе испадне и ќе ги утврди правичните штети од студениот бран. Од локалната самоуправа во Демиркапија велат дека и покрај напорите и превземените мерки на земјоделците за заштита од ниските температури, сепак многу мал број успеале да ги спасат. Земјоделците преземаа мерки кои со палење на слама, на бали, со прскање на одредени средства хемиски, меѓутоа многу малку имаат, според нашите сознанија, многу малку имаат заштитеност, сепак мразот, односно студот си го зема своето, така да штетите се големи. Минатата година градот го столчи родот во Тиквешкиот регион, а оваа година студениот бран уште на самиот почеток направи штети. Кривична пријава против директорот на гимназијата Кочо Рацин поднесе општинската организација на СДСМ од Велес. Од општина Велес со писмена реакција за истата. Во неа се вели дека општината будно го следи случајот со екскурзијата на учениците од гимназијата и во истиот се постапува согласно законите. Додаваат транспарентното работење на општина Велес ќе продолжи и понатаму. Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија до основното јавно обвинителство Велес поднесе кривична пријава против директорот на гимназијата Кочо Рацин. Велат ова го сториле поради основано сомнение дека тој сторил кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување според член 353 став 5 од кривичниот законник. Како што граѓаните на Велес веќе се запознаени при спроведување на постапката за избор на правен субјект за изведување на екскурзија за учениците од трета година, прекршени се одредбите од Законот за јавни набавки и правилникот за начинот на изведување ученички екскурзии на учениците од средните училишта. Иванов го прозва и градоначалникот на општина Велес. Вели дека не преземал мерки против незаконското работење во гимназијата. Додаде дека за сите информации и индиции за незаконско работење во општината во форма на кривични пријави ќе ги достават до основното јавно обвинителство Велес. Општина Велес пак испрати писмена реакција во која меѓу другото се вели: во интерес на вистината која граѓаните треба да ја знаат, напоменуваме дека општина Велес будно го следи случајот со реализирањето на екскурзиите во средното општинско училиште гимназија Кочо Рацин Велес и соработува со сите релевантни институции. При тоа, водени од праксата на континуирано законско работење на локалната самоуправа, ја уверуваме јавноста дека и во овој случај се постапува согласно правната регулатива и другите акти за работењето, се вели во соопштението на општина Велес. Транспарентното работење на општината било и ќе остане приоритет во работењето, за разлика од некои минати времиња, кога организирањето на екскурзии и спроведувањето на постапките во училиштата се водеа според други критериуми,
Во соопштението исто така се вели дека Општина Велес стои на ставот дека ваквите пресконференции на СДСМ не се ништо друго туку правење на театар. Пронајдени се 6 мигранти од Пакистан, нелегално превезувани од страна на 23-годишниот ИС. Имено вчера во 2:30 часот од страна на мешовит патролен тим полициски службеници од полициската станица за граничниот премин Богородица и полициски службеници од Република Хрватска во Велеска и местноста викана Венуле запреле патничко моторно возило Крајслер кое го управувал ИС. Лицата се приведени и задржани во полициската станица Велес за тамошна постапка. По документирање на случајот поднесена е кривична пријава против ИС поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело криумчарење на мигранти. Од денеска па се до недела во Демиркапија ќе се случува интернационалниот аутдор фестивал. Се очекува посета од над 500 учесници од земјава и странство, а од организацијата очекуваат двојдни на фестивалот да стане дел од светската мапа на фестивали. Од денеска па се до недела Демиркапија ќе биде домаќин на интернационалниот аутдор фестивал. Истиот ќе се одржува во уникатната природна убавина во регионот на општина Демиркапија, која е идеална за сите спортови и рекреации кои се одвиваат во природа. Овој викенд по четврти пат ќе се одржува International Outdoor Festival за спортови во природа. Поврзано е со туризам, културни моменти, значи настанот е од малку по широк аспект во смисла на не само спортување, него и туризмот и убавините на Демиркапија. Ќе ги презентираме преку дружење со спорт. Преку спортските активности се подига и еколошката свест за зачувување на природата. Ваквите настани придонесуваат за развивање на локалниот туризам во општината. Целта на самиот фестивал е промоција на Демиркапија, со тоа и на Македонија, за убавините и потенцијалот што го поседува за овој тип на туризам, активен туризам или адвенчер туризам. Оваа година се очекува фестивалот да биде посетен од 500 учесници од земјава и странство. Од спортскиот клуб Клисура очекуваат оваа бројка да се зголеми во иднина и интернационалниот аутдор фестивал да стане дел од светската мапа на фестивали. Со многу музика, штандови, промотивен материјал, представување на сите општествени и природни науки, Велешката гимназија се промовираше пред 9 оддаленците. Идните средношколци не го криеа задоволството од посетата на најстарата гимназија во земјава. Преку штандови со промотивен материјал, едукативни катчења, спортски активности и многу музика, гимназијата коча рацин поблиску до 9 оддаленците. На отворениот ден, училиштето се промовираше со сите своји насоки, услови и можности за модерно средно образование. Најстарата гимназија во земјава на едно место ги собра и 9 оддаленците и професорите. Тука сме да се презентираме пред 9 оддаленци, да им кажеме кои се погодностите од учењето и запишувањето во гимназија, да им кажеме кои се предностите, да им докажеме и покажеме дека најстарата гимназија во Македонија, една од најстарите на Балканот, има модерни визии за образованието. Да им кажеме дека проодност има комплетна на сите факултети, дека може да добијат квалитетно знаење. Ние сме тука за нив, очекуваме да се запишуваат. Од друга страна, за матурантите уште еднаш организираме универзитетите приватни и некои од факултетите што се државни, непосредно, по непосреден контакт да им ги покажат и да им ги приближат програмите со кои што ќе се запишат и на кои што ќе студираат. Учениците преку своите штандови ја покажаа креативноста и способноста во наразлични области. Велат на овој начин тие го промовираат знаењето кое го стекнале во текот на учебната година. Нашиот штанд има најразлични работи. Имаме подготвено асоцијации кои што се од областа на македонскиот јазик и литературата, а за точните одговори имаме спремено и мали сладки подароци. Потоа имаме подготвено пораки кои што се впечатливи за нашето училиште, со кои што ќе ги потикнеме 9 оддаленците да дојдат и да се вклучат во нашиот тим на гимназијата. Аксес програмата е програма спроведена од Американската амбасада. Таа е спроведена во 86 држави, од кои Македонија 86-та. Спроведена е во гимназијата Коча Рацин,
Преку оваа програма ние го учиме англискиот јазик и американската култура на забавен начин преку игри и забава. Оваа манифестација уште еднаш ја потврдува успешната и тимска работа на професорите и учениците. Идните средношколци не го крие задоволството од посетата на училиштето и желбата и тие да бидат наскоро дел од него, надоградувајќи ги своите знаења и вештини, корисни за полесно приспособување во современото живење. Утре во Кавадарци ќе се одржи регионалниот надпревар детски семафор 2016. Во вешто возење и познавање на сообраќајните правила ќе се надпреваруваат 30 ученици од основните училишта од Кавадарци, Велес, Демиркапија, Неготино и Росоман. Утре Општинското основно училиште Тошо Велков Пепета од Кавадарци ќе биде домакин на регионалниот надпревар по сообраќај детски семафор 2016, кој ќе се реализира во два дела, практичен и писмен дел. Своите вештини ќе ги покажат 30 ученици од средни и основни училишта од Кавадарци, Велес, Неготино, Демиркапија и Росоман. Надпреварот има за цел подигнување на свеста кај најмладите учесници за сообраќајните правила и прописи и ширење на сообраќајната култура. Надпреварот го организира Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата од Кавадарци под покровителство на Републичкиот совет, а во согласност со Националната стратегија за унапредување на безбедноста во сообраќајот. Судејќи по претходните искуства и тоа што Кавадарци веќе два пати беше домакин на регионалниот надпревар во изминатите години, нема да не изненади фактот доколку кавадаречките ученици бидат дел и од државниот надпревар детски семафор. На крајот неминовно е да се каже дека традицијата во организирање на детски семафор е запазена, имајќи ги во предвид лошите состојби на безбедноста во сообраќајот и високиот степен на загрозеност на деца како учесници во сообраќајот. Со ова неизбежно се наметнува потребата од обединување на сите сили и расположливи средства, зашто помасовно и поквалитетно спроведување на манифестации кои ја подигнуваат свеста на децата за нивно безбедно и правилно учество во сообраќајот како пешаци и велосипедисти, а во иднина и како возачи. Лицата со Даунов синдром со својот танцов перформанс ја воодушевија публиката во театарот Джинот во Велес. Со уште едно уметничко дело се покажа дека овие лица можат подеднакво да се вклучат во општественото живење како и сите останати. Медлин Стюарт, лице со Даунов синдром, модел од Австралија. Тим Харис, уште едно лице со Даунов синдром, што успеа да си го оствари сонот да има свој ресторан. Не само што успешно го води, туку има и своја веб страна. Ова се само дел од фактите дека лицата со Даунов синдром се успешни лица. Ова дополнително го докажува и Ларондина танцовата група од Велика Британија. Синоќа во театарот Јордан Хаджи Константинов Джинот ја воодушевија публиката со своите танцови способности. Целта на оваа група воедно е и да ги обучува наставниците од Европа за посебните методи кои се користат за двократна училишна агенда, што вклучува откривање на уметничките таленти на овие лица и создавање добро приспособени возрастни лица со самодоверба. Ларондина танцовата група е формирана пред повеќе од 20 години од Анджелина Александре, која го користи низиниот креативен наставен план за подобрување на вештини за движење и интелектуален развој кај овие лица. Коорганизатор на овој настан е посебното основно училиште Маца Овчарова од Велес. Оттаму вела дека идејата е да се подигне јавната свест за лицата со посебни потреби, особено за лицата со Даунов синдром, затоа што тие се луѓе кои што може да се вклучат во општественото живење подеднакво успешно како и останатите лица. Секако што повеќе многу е поважно. Ние до сега се обидуваме да ги обележиме светските денови за лицата со посебни потреби кои што се неколку. Меѓутоа овој пат не ја користиме таа можност, туку спонтано го организиравме настанот, меѓутоа е многу добро да ја подигнуваме максимално јавната свест за да можеме што почесто и што повеќе да ги прифаќаме лицата со посебни потреби. Покрај Ларондина танцовата група, синоќа на сцената со танцов перформанс се представија и балерините од балетското студио Анабела, како и ученици од нижото музичко училиште Стефан Гајдов. Македонско-косовска соработка. Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле бележи пораст на бројот на патници и е втор најбрзо растечки аеродром во групата аеродроми под 5 милиони патници годишно. Ова се вестите од Македонија.
Денеска министерот за економија Дритон Кучи оствари средба со министерот за економски развој Блеран Ставилеци во Приштина. Во фокусот на денешната средба беа проектите од областа на енергетиката и развојот на гасоводниот систем. Како што соопшти Министерството за економија, Кучи и Ставилеци нагласиле дека двете земји имаат поставено солидна основа за продлабочување на соработката преку потпишаниот меморандум во кој се воедно дефинирани приоритетните области. На средбата било разговарано и за заедничките актуелни енергетски проекти, како што е втората 400 киловатна интерконекција Македонија-Косово, за која двете страни веќе учествуваат во изработката на студијата за оперативност, а потпишан и оперативен договор помеѓу АД МЕПСО и КОСТ, со кој се регулира соработката и координацијата на интерконективно поврзаните електропреносни системи на Македонија и Косово. Двајцата министри се согласи околу важноста на развојот на гасоводните системи, бидејќи покрај постоечката интерконекција со Бугарија кај Дева Бајр, меѓу предвидените 6 дополнителни потенцијални интерконекции е интерконекцијата со Косово. Со тоа подвлекува ќе се зголеми сигурноста во снабдувањето со енергија. Според извештајот на Меѓународниот совет на аеродроми во Европскиот регион, ACI Europe, Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле, со кој раководи ТАВ Македонија, во првиот квартал од годинава бележи пораст од 173,9% на бројот на патници и е втор најбрзо растечки аеродром во групата аеродроми под 5 милиони патници годишно. Извештајот се однесува на сите цивилни патнички летови, регуларни, нискобуџетни и чартер летови и вклучува 206 аеродроми. ТАВ Македонија ја заврши 2015 година со 22% пораст на вкупниот број на патници на двата македонски аеродроми, Скопскиот Александар Велики и Охридскиот Свети Апостол Павле, достигнувајќи над 1.560.000 патници. Трендот на зголемен сообраќај продолжи и годинава. Во првите 4 месеци од 2016 година, преку двата македонски аеродроми биле превезени 486.968 патници, што е пораст од 28% споредено со истиот период во 2015 година. Во исто време, бројот на операции, полетувања и слетувања на двата аеродроми е зголемен за 15%. Бројот на заболени грла добиток од болеста јазлеста кожа е зголемен. Заклучно со денеска, афектирани се околу 580 говеда, соопшти Зоран Поповски, директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство. Вакцините во најскоро време треба да пристигнат, пошто ќе почне и вакцинирањето на ниво на целата држава. Покрај вакцинацијата се превземаат сите мерки за спречување на ширење на болеста. Агенцијата за храна и ветеринарство апелира до сите сточари, ако имаат било какво прашање, да го исконтактираат ветеринарното друштво со кое соработуваат или да се јават на бесплатниот број во агенцијата 0800 32222 со цел да се реши било каков проблем со кој се соочуваат сточарите. Белгија ќе учествува со воздушни напади врз Исламска држава. Околу 900 мигранти се спасани од два брода од страна на италијанската крајбрежна стража во близина на брегот на Сицилија. Ова е светот денеска. Околу 900 мигранти, претежно сирици, се спасани од два брода од страна на италијанската крајбрежна стража во близина на брегот на Сицилија. На бродовите имало и ирачки државјани. Според информациите, сириците и ирачаните најверојатно испловиле од Египет. Врховниот комесаријат на Обединетите нации за бегалци соопшти дека овој случај представува најголем обид за масовна миграција од Сирија и Ирак кон Италија од почетокот на годината. Според изјавите од потпаролот на крајбрежната стража изјави дека од едниот брод се спасени 515 лица, а од другиот 380. Белгија ќе учествува од 1 јули со 6 авиони во воздушните напади на меѓународната коалиција врз цели на Исламската држава во Сирија. Белгиските авиони ќе полетуваат од базата во Јордан и ќе влегуваат во сирискиот воздушен простор од исток спрема североисток, за да бидат избегнати инциденти со сириските и руските воени авиони. Со истата владина одлука се проширува и територијалното присуство на белгиските војници во Ирак, кои ги обучуваат локалните безбедносни сили
цивили. За терористичките напади од 22 март во Брисел, одговорност превзеде Исламската држава, инсистирајќи Белгија да престане со действијата против терористичката група на нејзин терен. Белгија учествуваше во меѓународната коалиција против џихадистите, но одлучи да се повлече од меѓународната антитерористичка коалиција со образложение дека нема буџет. Металург е првиот финалист во Купот на Македонија, откако во полуфиналната пресметка во Охрид избраниците на Лино Червар славеа во дуелот со Вардар Јуниор со резултат од 30:28. Ракометарите на Пепи Манасков изненадија со храбра игра, со која сериозно го намачија големиот фаворит, но на крајот сепак пресуди големиот квалитет на металурзите, кои предводени од Филип Талески обезбедија место во утрешното финале. Следуваат останатите спортски вести. Нов селектор на Македонската кошаркарска федерација е Драган Раца. Српскиот тренер денески официјално го имаше првото обраќање како селектор. Сите квалитетни кошаркари треба да бидат дел од репрезентацијата, но тоа ќе зависи од нив, изјави Раца. Според србинот со кипарски пасош, Македонија има доволен квалитет да остане на мапата селекции кои играат на највисоко ниво, но истовремено тој е свесен дека доаѓа во незгоден момент, на смена на генерациите и дека неверојатно ќе мора да настапи без оние најдобрите од претходните години. Новиот селектор најавува предпазливост пред квалификацијските средби против Унгарија, Велика Британија и Луксембург, потенцирајќи дека никој однапред не смее да се потцени. Од денес до недела во Берлин ќе се одржи завршницата на кошаркарскиот Final Four во Евролигата. Перо Антик веќе има освоено 2 европски титули, но тој ќе има шанси да стигне до третата титула на предстојниот Final Four, каде вечерва во 21 часот турскиот клуб Фенербахче ќе игра против шпанскиот представник Лаборал Куча. Фенербахче важи за фаворит на хартија на вечерашното полуфинале, а една од клучните работи што ќе се очекува од Антик е да го запре својот поранешен соиграч Јанис Бурусис, кој е главен надут на шпанскиот клуб. Кошаркарите на Оклахома се пласираа во финалето на западната конференција од НБА лигата, откако беа подобри со 4:2 во серијата од Сан Антонио Спарс. Домашниот тим го доби Спарс со убедливи 113:99. Најефикасен во редовите на Оклахома беше Кевин Дурант со 37 поени, дополнети и со 9 скока и 2 асистенции, а Расел Вецбург дополни со 28 поени, 3 скока и 12 асистенции. Сан Антонио најдобар беше Кавај Ленард со 22 поени, 9 скока и 5 асистенции. Тим Данкан запиша 19 поени, додека Ламаркус Олдрич заврши со 18 поени и 14 скока. Финалето од западната конференција меѓу Голден Стейт и Оклахома стартува во понеделник во Оукленд. Денес имавме топло и сончево време, со температура во интервал од 18 до 29 степени. Еве какво време не очекува викендов.
Ова беше се за денес. Останете и понатаму со програмата на К1. Пријатно.